Почнаа клучните преговори меѓу САД и Иран, чиј исход ја одреди иднината на Блискиот Исток. Двете страни денот го почнаа со средба со пакистанскиот премиер Шехбаз Шариф, а потоа наред дојдоа и директните преговори меѓу американската и иранската делегација. Разговорите се водат меѓу американските представници J.D. Венс, Стив Витков и Джаред Кушнер од една страна и Мохамед Галибав и Абас Аракчи, кои ги застапуваат позициите на Иран. Медијатор е началникот на пакистанската армија Асим Мунир. Според најавите, главните преговори ќе завршат денеска, но во Исламабад и во следните денови ќе продолжат разговорите на пониско ниво, каде што ќе се финализираат условите од договорот, Ормудскиот теснец, нуклеарната програма, санкциите и прекин на нападите врз Либан и понатаму остануваат спорни точки меѓу двете завојувани држави. Прогласено е привремено примирие, но сега предстои уште потешка фаза. Фазата на постигнување трајно примирие и решавање на сложените прашања преку преговори. Ова е таа фаза која ќе биде клучна и која ќе доведе или до успех или до неуспех. Америка ја предводи потпредседателот на САД, J.D. Венс, заедно со специјалниот представник Стив Витков и зетот на американскиот председател Джаред Кушнер. Пред да почне средбата, Доналд Трамп се закани дека САД се подготвени за нови напади, доколку преговорите не доверат до конечен договор. Уште еднаш изјави дека Иран е поразена страна во војната, дека земјата веќе нема армија и дека наскоро ќе го ослободат и Ормудскиот теснец. Единственото нешто што го имаат е заканата дека некој брод може да удри во една од нивните морски мини. Патем, сите 28 нивни бродови за поставување мини исто така лежат на дното на морето. Сега го започнуваме процесот на расчистување на Ормудскиот теснец како услуга за земјите од целиот свет, вклучувајќи ги Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Франција, Германија и многу други. Неверојатно, тие немаат храброст ниту волја сами да ја завршат оваа работа. Иранската делегација во Исламабад е составена од 71 лице, а ги предводи Мохамед Галибав, председател на иранскиот парламент и министерот за надворешни работи Абас Аракчи. Групата ја именуваа Минап 168, а авионот кој ги превезуваше иранските представници носеше фотографии и дел од личните работи на иранските ученици, убиени на почетокот на војната на 28 февруари. Ако преговараме во Исламабад со представници на Америка на прво место, веројатен е договор што ќе биде користен за двете страни и за светот. Меѓутоа, ако се соочиме со представници на Израел на прво место, нема да има договор. Неизбежно ќе продолжиме со нашата одбрана, уште поенергично од порано, а светот ќе се соочи со поголеми трошоци. И покрај пораките од двете страни дека нема да има поместување на позициите, аналитичарите сепак сметаат дека состојбата е поинаква и дека и Техеран и Вашингтон сакаат крај на војната. Мислам дека оваа војна истовремено се одвива барем на три фронт. Едниот е бојното поле што е кинетичкиот аспект кој за среќа веќе некое време е запрен. Вториот е очигледно многу интензивна глобална мултилатерална дипломатија. Кога подпредседателот на САД разговара со иранската страна, тие се свесни дека најмалку 50 земји го поддржуваат овој дипломатски напор. И третиот аспект е огромната цена што оваа војна ја наметна на целата глобална економија. Разговорите се потенцијално најзначени директни контакти меѓу САД и Иран од Исламската револуција во 1979 година. Односите меѓу двете земји се сериозно нарушени како Доналд Трамп од 2018 година ги повлече САД од нуклеарниот договор кој беше постигнат 3 години претходно. Убиството на иранскиот генерал Касем Сулемани во 2020 година ја продлабочи кризата и ги прекина речиси сите дипломатски контакти.